Добро утро, секој петок, веќе во текот на оваа предизборна кампања ќе почнеме прво еден сумарум од сите овие изминати денови, со оглед на тоа дека денеска е последен предизборен утрински брифинг. Каков е вашиот заклучок, како ја поминаа партиите оваа кампања, па еве тука игра улога и тоа што имаме COVID-19, па малку поинаква кампања се водеше од претходните изборни циклуси. Ја ќе останам на својата констатација од самиот почеток на кампањата, а тоа е дека во една реченица партиите имаат ѓаволски тешка работа да го привлечат вниманието на граѓаните, кои што се преоптеретени под еден, нели, со други проблеми, со глобалната криза со која што се сочуваат, здравствена криза, и под два, поради тоа што доста имаат акумулирано искуство со кампањи низ годините наназад. Ние имаме кампања секоја година, речиси, годиниве наназад. Доста постои едно големо разочарување кај луѓето, една голема збунетост, една голема хетерогенизација на просторот, така што е доста многу тешко и за партиите да сковаат, да створат наративи со кои што би резонирале меѓу нашето граѓанство, кое што е измачено, разочарано и без доверба кон политичките актери. Од тука произлегува и онаа бизарност на кампањата. Партиите посегнуваат дури по бизарни пораки за да на било кој начин дојдат до публиката која што сакаат да ја таргетираат. Ќе им успее ли? Каква излезност очекувате? Ниска. Јас очекувам ниска излезност и тука останувам на тоа претходно што го кажав пред неколку недели. Не видов дека нешто се промени во овие неколку недели. Она што видовме дека се промени е пренасочување на кампањата, особено преку микротаргетирање на социјалните мрежи на одредени групи да се пишманат и да излезат, за кои што власта особено власта има проценето дека нивното неизлегување би значило штета за незиниот рейтинг и изборен плен, ако сакате. Само 15% од заразените со коронавирус се пријавиле да гласаат. Што ни кажува оваа бројка? Тоа е некаков индикатор. Мислам, тоа се неколку илјади луѓе што се во карантин, но сепак тоа е некаков индикатор дека за луѓето е побитно нивното здравје и не сакаат да се малтретираат, едноставно да прават некои работи што сметаат дека не треба да ги прават. Ја исто изреагирав кога ја видов таа бројка. Веднаш помислев дека тоа е некаков индикатор за целата таа излезност и тоа што не очекува. Сам да ме прашам за рейтинг агенциите, колку се тие реални. Во последно време се отвори дебата и на социјалните мрежи и во јавноста за тоа кој ги прави тие анкети, бидејќи од различни анкетирачи гледаме на вистина различни бројки. СДСМ води, ВМРО води. Каде е тука вистината? Како се прави една добра анкета која ни дава, можам да кажам, пореални индикатори? Јас као што пратев, сите анкети одат 3 плюс или 3 минус за една од големите партии. Поголеми разлики се во однос на помалите партии што ќе влезат, односно партиите со албански етнички предзнак, така што не би можел премногу да коментирам. Мислам дека горе-доле се тука резултатите. Она што е интересно е дека анкетите со години наназад кај нас не се користат само како некаков лакмус, туку се користат за создавање на јавното мислење, затоа што нели се верува дека луѓето во последен момент одат со победникот и затоа партиите ги користат анкетите да создадат перцепција дека токму они се возот кон кој што граѓаните, колебливите и така натаму треба да се приклучат. Како се прави добра анкета? Тоа го знаат анкетарите, со што е ѓаволски тешко телефонски да се направи добра анкета што ќе предвиди, ѓаволски е тешко тоа на интернет да се направи, барем во Македонија, што ќе предвиди, затоа најчесто кога станува збор за мерење на рейтинзи се прават теренски анкети врата до врата, што во вакво време кога луѓето се колебливи и плашливи да комуницираат нели со анкетари, затоа што тоа подразбира некако физички контакт. Исто така ѓаволски тешко. Меѓутоа партиите и кај нас во тоа струка постои верување дека теренските анкети се најдобри за правење лакмус, за тоа во кој правец оди јавноста во однос на подршка на партиите и гласачките преференции.
Голем дел од дебатата е фокусирана на големите политички опоненти, СДСМ и ВМРО, па сакам малку да поразговараме за помалите политички партии, ако ми замеруваат голем дел од нив, што ги нарекувам помали политички партии, но го слушавте и одјавувањето на колегата Владко Чаловски од Скопското кале. Ние имавме навистина, извадивме еден список на коалициони партнери на едната и на другата голема политичка партија, на оние големи политички блокови, но колегата Чаловски имаше среќа или можност да ги договори само половина од нив. Останатите и немаа заинтересираност да излезат и да ја представат својата кампања, а од друга страна, како што споменав, постојано во јавноста онаа критика до медиумите дека не им отстапуваат простор. Како го оценувате ви ова? Тоа зборувате за партиите мали што се во коалиција со поголемите или Да. Аха, тие што се во коалиција. Како да се некако подзаскриени, што дава впечаток дека се практично партии и сателити. Да, мислам, тоа е со години наназад проблем која ќе најдат топло место, кога се згрижени, тогаш немаат потреба да ја туркаат со својата агенда, затоа што едноставно го даваат тоа право на големата партија. Сватиле едноставно како функционира системот, и тоа се генерално партии на некакви партикуларни интереси што се пришлепале кон едната или кон другата, или за некакви услуги, подолба директорски места и така натаму се Дел од нив, можам да кажам дека не можев ниту да најдам веб страна или пак нивната програма. Видете, тоа подразбира некакви ресурси. Така да направите вие програма, треба да имате некакви ресурси, ако ништо друго, луѓе 5-6 што се добри во своја област и што сакаат дел од своето слободно време бесплатно да го вложат во правење на нешто. И тоа е ѓаволски тешко да најдете такви луѓе, ама тоа е исто така индикатор дека се целосно безкапацитетни под еден, или пак дека не се заинтересирани да го прават тоа што прокламираат дека го прават. До Бога кој слушнал за повеќето од тие партии. Тоа се знаеме како функционира. Тие се делови од клиентелистичките мрежи на едната или на другата партија. Големот дел од нив се шалтачи, ако може така да се изразам. Значи, ако дојде едната партија на власт се приклучуваат, ако дојде другата, а биле во коалиција со спротивната, исто така голема веројатност има да поминат на другата страна. Такви работи сме се изнагледале овие 3 децении, бога ми доста, во оваа држава. Мора да прашам, што очекувате по изборите? Да прават влада долго време, да бидат резултатите толку тесни што дополнително ќе ја исцрпат енергијата на јавноста. Ја можам да ви кажам што посакувам. Јас посакувам некој конечно да излезе во оваа држава со политичка визија. Со јасна политичка визија што ќе се прави следните 10 години во однос на развојот, во однос на одржливиот развој, во однос на сите оние проблеми што ги засегаат граѓаните. Тоа во кампањата не го видовме. Тоа, бога ми, 3 децении наназад не го гледаме. Пристапувањето кон неуш со кое што се полни устите на политичарите не е компензација за недостатокот на политичка визија што е карактеристика за сите наши политички елити. Додека тоа не го видиме, јас не гледам голема сврха и доколку тоа не го видиме, мислам дека ќе се зголемува она чувство на цинизам кај граѓаните, дека сите се исти, дека впрочем истите работи ги зборуваат, за истите работи се заинтересирани и дека не се грижат многу за луѓето. Значи визија што оди преку 3 или 4 години колку што трае просечниот мандат. Значи каде сакаме да ја видиме државата? Колку развиена сакаме да биде, кои проекти ќе ги правиме крупни, национални за тоа го постигнеме, во што ќе вложиме, од каде ќе ги извлечеме тие ресурси, како ќе го искористиме, ќе ги искористиме пристапните преговори кои што сега сите политички елити ги фетишизираат, во таа функција, во функција на нашиот развој, во функција на развојот на Македонија, на граѓаните. И треба да конкретни работи требаат на оваа држава, конкретни реформи, едукација, многу по образование, особено неформално образование, за да луѓето бидат конкурентни на светскиот пазар на труд. Нашите луѓе се вредни, умни, им треба некакво водство, некакви упатства, некакво образование за да може да бидат поконкурентни, за да добијат добри работни места, за да бидат предприемчиви, за да
да знаат да направат своји бизниси и да се надпреваруваат. Прво во регионот, потоа во светот. Во партиите не гледаме такви ветувања, а тоа се реалните потреби. Од партиите гледаме ветувања типа дека 200 најдобри студенти ќе бидат вработени од страна на државата, што е штета, затоа што најдобрите студенти треба да имаат своји бизниси, најдобрите студенти треба да работат во лаборатории, најдобрите студенти треба да прават иновации, да носат пари во оваа држава, да носат развој во оваа држава. Тука гледаме еден зачаран круг, волшебен магијапсан круг на ветувања, погрешни ветувања, насочено само кон своите клиентели, што го гуши ова општество. И затоа мислам дека моето чувство е дека чувството кај многумина за овие избори, и тоа чувство е засилено и од кризата, но исто така е засилено и од разочарувањето од политиката персе. Моето чувство е дека на овие избори ќе се истури, ќе преовладее желбата за казна. И желбата да не се излезе, и желбата да се каже стоп. Дајте нови развојни перспективи. Додека не ги давате, не учествуваме во оваа ваша игранка. Тоа е доминантното чувство што мислам дека доминира, нели, меѓу граѓаните. А ефектот? Каков ќе биде ефектот од таа неизлезност и од таа разочареност? Па видете, секогаш излезност подразбира, неизлезност може да подразбира и нормално ќе има влада, нормално ќе како беше па ефектот на излезност, разбирате? Мислам тоа е некоја позиција на обичен човек, така. Или каков беше ефектот на еден куп други работи. Едноставно се праќаат, може да се прати, луѓето се надеваат дека може да се прати некаква порака за делегитимација на доминантната политичка логика, не само на актер било кој да се казне, туку на доминантната политичка логика која што го владее овој наш систем и која што мислевме дека ќе се смени, нели, после заменувањето на Груевски и така натаму и така натаму. Бидејќи ги споменавте магичниот круг на ветувања, се појавија дел од политичките партии кои во својата програма ја ставија политичката одговорност или пак во малку по конкретна или агресивна форма казнување за предизборно лажење или за лажење при предизборни ветувања. Од друга страна гледаме на вистина ветувања кои што не сме можеле да ги замислиме, тука ќе го споменам она на Интегра со Кокино, со некоја полувселенска станица и нешто слично. Како го оценувате ова? Дали мислите дека има расположение во оваа држава пред се за да се направи некој систем кој ќе гарантира дека политичарите нема да лажат во предизборна кампања или барем некој дел дека би морале да ги исполнат во одреден дел своите ветувања? Имаме ли такво расположение кај големите политички блокови? Тие луѓе што ги праќаат овие пораки и овие ветувања добро процениле дека нели кај нас постои разочарување од политиката и луѓето им се гади од политиката едноставно на повеќето од луѓето. И многумина гласаат, знаеш, од некаква своја частитост, од некаква своја чувство на должност, дека треба да се учествува, дека така е најдобро, дека така се сака државата. Така што нашите граѓани се доста демократски васпитани и доста частити во однос на тоа колку системот им нуди и колку му враќаат. Значи тоа секоја чест за таквиот тип на однесување. Јас не верувам и искуството не учи дека било каква фундаментална промена е можна од страна на актерите кои што го создале системот каков што е. Затоа што едноставно немаат инсентиви, немаат мотив да го менуваат системот. Системот се јава и е створен за нивните потреби, интереси и така натаму и така натаму. А кој е тој систем? Тој систем е една група да дојде на власт и јавните ресурсите кои што сите сме ги создале, да не ги троши за јавно добро, туку да ги троши за себеодржување на власт. Себеодржување на власт се прави на начин во овој наш контекст со тоа што делите привилегии, односно јавните добра ги делите како приватни добра, како да дошле од вашиот джеп. Така функционираат сите партии. Квалитативна промена ние не сме виделе 30 години. Гледаме само едно усовршување. Така, и гледаме нијанси на иста тема, варијации на иста тема. Некој е помалку софистициран во правењето на тоа, некој е повеќе софистициран како тоа го прави. И тоа луѓето го гледаат. Мислам, Македонија е мала држава.
Знаеме како се завршувало работа со едните, знаеме како се завршувала работа со другите. И ние разговараме цело време за некои мали варијации на истата тема. И не верувам дека тоа може да се промени без силен некаква иницијална каписла, што граѓаните би ги натерала да речат стоп. И некаква таква шанса имаше минатите 5 години, кога имавме протестен циклус, кога се чинеше дека граѓаните, нели, дека на голем дел од граѓанството му е преку глава и праќаше пораки дека тоа нема да го толерира. Така, и таа енергија беше јавната од еден од актерите, кој што потоа се устоличи на истиот начин на кој што беше устоличен предходниот актер. И ова е едно доминантно чувство кај средната класа, ако сакате, во Македонија, или кај луѓето што не директно зависат од државните ресурси, туку не знам, ја гледаат Македонија како држава на слободни граѓани, што треба ги штити граѓаните, да ја постави рамката, да обезбеди базични или по-напредни услуги за заштита на ранливите и така натаму и така натаму. Држава во која што креативни, слободни граѓани ќе создаваат додадената вредност. Системот кој што е сега поставен гуши. Значи гуши креативна енергија и затоа немаме голем економски раст, затоа немаме значаен развоен скок и така натаму. Партизираност, па тоа помалку ги обесхрабрува. Лјупчо Петковски, благодарам што бевте гостини во денешниот утрински брифинг. Веројатно ќе се видиме и наредната недела да видиме како ќе поминат овие избори, па и со една оценка за целокупниот изборен процес, кој исто така е предизвик во ова корона време. Благодарам уште еднаш.